Обвинителката побара осудител на Захир Бекири Чауш ослободителна пресуда за фабриката за афери. Ако не ја добие правдата, овде Бекири рече дека ќе одел до Врховен, па и до Страсбур. Во завршниот збор рече дека нема доверба во обвинителството затоа што се уверил дека работи под влијание на власта и повторно ја обвини полицијата дека му ги подметнала доказите. Чауш иронично рече дека полицијата најверојатно мислела дека е појак од Бил Гейтс и дека открил виртуелна дрога што му вршеле претрес со налог за дрога и му ги заплениле компјутерите. Во таа насока и неговиот адвокат рече дека спротивно на законот, на обвинетите не им било дозволено да присуствуваат, додека полицајците ги запленувале компјутерите. Ерорите кои што се дадени и креш варијантите и алатките се укажуваат на тоа дека е интервенирано во компјутерите пред да дојдат до форензичарите, значи до инженерите. И они тоа јасно и го укажуваат. Доказите дадени во предметот апсолутно не произлегува ниту една точка од обвинението за кое што се товари. Самиот начин на прибавување на тие докази е противзаконит. Обвинителката рече дека се докажала вината на браќата Бекири обвинети за фалсификуваните лични карти. Се повика на вештачењата, анализите, записниците од претрес и компјутерската форензика. Докази има, тие се законски прибавени, одговори на сомнежите и обвинувањата. Во врска со тврдењето на одбраната дека податоците од компјутерите одземени пред претресот биле менувани, обвинителството очекува судот да има во предвид дека експертите за компјутерски науки, вештаците, недвосмислено потврдија дека евентуалното дополнително внесување на податоците во компјутерите на обвинетите не би можело да остане скриено. Напротив, истото би довело до оставање на траги врз електронските записи, што во конкретниот случај при вештачењето воопшто не е утврдено. Чауш и денеска спомена дека во неговиот случај, но и во други предмети како шпион, замешан бил известен ирански разузнавач Майкл Цивик, кој подолго време живеел во Струмица и дека бил дојден овде да ја шири најопасната секта во исламот шиизам, чии приврзаници според него биле такви насилници што вахабистите за нив биле цвеќиња. Исто така тврдеше дека овој разузнавач во Хонг Конг имал фирма преку која перел пари за семејството на министерот за внатрешни. Бекири побара утре да не го носат од шутка во судот, но судиката рече дека ќе биде спроведен за да ја слушне пресудата.